Вести на Слободна ТВ. Со оглед дека денеска истекува важноста на владината мерка за кризна состојба во енергетиката, што стапи на сила во почетокот на овој месец, собранието денеска треба да одлучува за продолжување на оваа кризна состојба од областа на енергетиката за уште 6 месеци, која треба да стапи на сила од утре и да трае до крајот на април следната година. По 5-дневна комисиска расправа на денешната седница треба да се расправа за предлог одлуките за одобрување на продолжувањето на рокот за постоење на кризна состојба на целата територија на државата заради недостиг на електрична енергија и состојбите на пазарите на електрична енергија, како и за одобрување на продолжувањето на рокот за постоење кризна состојба на подрачјето на град Скопје заради недостиг на топлинска енергија, можноста за користење на алтернативно гориво и состојбите на пазарот на топлинската енергија. Комисиската расправа за предлог одлуките заврши завчера, а ја одбележа меѓусебни обвинувања меѓу власта и опозицијата за состојбите во енергетиката. Премиерот Димитар Ковачевски вчера повтори дека на 15 октомври ќе почне грејната сезона во Скопје и дека парно кима, како и дека во тек се преговори со Србија и Турција за обезбедување енергенси. На седницата за пратенички прашања Ковачевски посочи дека Економско-енергетскиот совет веќе донел одлуки според кои сите училишта во земјава се ставаат на регулираниот пазар, а болниците ќе добиваат поевтина струја преку евтина продажба. По предлогот на опозицијската ВМРО ДПМН за надминување на енергетската криза, лидерот на партијата Христијан Мицковски го повика премиерот Ковачевски на дебата за понудените решенија во предлогот. Парламентарното мнозинство е стабилно и засега брои 64 пратеници, а премиерот Ковачевски од собранието ги повика сите општествени чинители да се исправат пред предизвикот на пресудните моменти за заокружување на државноста преку полноправното зачленување во Европската унија. Лидерот на најголемата опозицијска партија Христијан Мицковски изјави дека ВМРО ДПМН бара и работи на предвремени избори, порачувајќи дека нема да навлегува во тоа дали има или нема владата мнозинство. Председателот на собранието Талат Џафери вчера потврди дека парламентарното мнозинство е стабилно и дека засега брои 64 пратеници и дека досега ниту еден од пратениците на ДУИ не го променил статусот во независен пратеник, туку официјалниот статус во собранието е пратеници на ДУИ. Нападите на гасоводите Северен поток 1 и Северен поток 2 е меѓународен тероризам, му рекол председателот на Русија Владимир Путин на својот турски колега Реџеп Тајип Ердоган. Ердоган ги осуди наводните напади на гасоводите во Балтичкото море, кои според него се чин на меѓународен тероризам. Путин се сомнева на саботажа врз гасоводите и ги обвини САД дека стојат зад експлозиите. Шведската крајбрежна стража вчера информираше за четврто истекување на газ во Балтичкото море над гасоводот Северен поток. Европа експресно оцени дека тоа е саботажа, а Москва го отфрли ова тврдење како глупаво и апсурдно и повика на истрага. Иако гасоводите Северен поток 1 и Северен поток 2 не работат, во цевките има доволно количество на газ. НАТО вчера изрази длабока загриженост поради оштетувањето на гасоводот и предупреди дека секој намерен напад врз инфраструктурата на сојузниците ќе биде проследен со унифициран и решителен одговор. На барање на Москва за денеска е закажан итен состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации токму на оваа тема. Украинскиот председател Володимир Зеленски ги повика припадниците на малцинствата кои живеат во Русија да се спротивстават на обидите за мобилизација, порачувајќи им дека не смеат да учествуваат и да загинат во оваа срамна војна. Зеленски ова го изјави во видео порака пред денешната церемонија во Кремљ, каде што треба да се одбележи приспојувањето на 4 украински региони под руска окупација. Во воените контингенти кои беа испратени во Украина, претежно се припадници на малцинствата, главно од Кавказскиот регион на југот на Русија и на Сибир, а во некои сиромашни делови на земјата имаше и протести против масовната мобилизација, каде беа уапсени неколку стотици лица. Времето денеска сончево и топло, со мала до умерена облачност, температурата ќе се движи од 23 до 30 степени. Во Скопје слично време и температура до 27 степен. За време на викендот се најавува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, кои во сабота наместа ќе бидат поројни и проследени со грмежи. Од недела ќе дува северен ветер и температурите постепено ќе опаѓаат. Ова беа најновите вести на Слободна ТВ.